Добар ден, почитувани гледачи. Ве сме и денеска тука во отвореното студио 1, 14 часот, веќе добро познат термин, всушност од сега па се до 22 часот трае отвореното студио 1 програма во живо. Она што можам да кажам дека всушност, освен што ќе се подсетиме во однос на тоа кои нели беа гости во текот на вчерашното отворено студио 1 и во дневникот, накратко ќе ве запознам што е она што ќе гледате во текот на денешниот ден на програмата на 1 ТВ. Како што веќе споменав, во овој прв блок од 14 часот до 14:30 минути ќе се навратиме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, а исто така и во централниот дневник, и потоа во 14 часот и 30 минути стартува информативниот дел, односно вестите. Денеска ги води колегата Александар Петревски. Потоа продолжуваме повторно со отвореното и 5 минути, каде што овој пат ќе му отстапиме термин на колегата Дејан Андоновиќ со оглед на тоа дека всушност на Косово е тензично, па повеќе ќе коментираме во однос на овој дел, а секако нема да ги изоставиме ниту другите анализи од регионот и од светот. Потоа следуваат вестите секако повторно во 16 часот со колегата Александар Петревски, и потоа ќе погледнеме што е она што денес ќе ни изготви Маја во емисијата Маја готви. По завршувањето на ова кулинарско шоу се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 17 часот, каде што ќе разговараме со двајца гости на една навистина интересна тема, односно ЕАСА платформа за култура и образовна размена. Токму на оваа тема ќе разговараме со Кристина Секуловска и Ирена Милоевска, двете од Асоциација на архитекти. И секако по овој трет блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно Звезда број 1 музичко талент шоу, потоа ексклузив со Нина и со Стефан, и веќе добро познатото студио Мода со Сергеј. По завршувањето на забавниот блок, секако тука продолжува вечерашното отворено студио 1, а овој пат токму на оваа столица ќе седне колегата Александар Чомовски, каде што ќе разговара со Благоја Нацовски, оперски пејач, а темата ќе биде травијата на македонските оперски вечери. Следува дневникот, овој пат ќе го води колешката Кристина Атовска, во централниот дневник гостин ќе биде и професорот на факултетот за безбедност Никола Дујовски. Потоа следува и веќе добро познатата емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак, а таа ќе разговара со Благоја Ангеловски. По завршувањето на оваа авторска емисија се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 22 часот, каде што всушност ова е и последниот блок од отворено студио 1. Повторно ќе го води колегата Александар Чомовски, а темата ќе биде кои се ефектите или дефектите од првото чистење на ЗАЕФ. И секако денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот и 40 минути со колешката Кристина Атовска. Тоа е накратко она што ќе гледаме денес на програмата на 1 ТВ. Ние продолжуваме понатаму, односно сега ќе се подсетиме, како што веќе напоменав, кои беа гости во вчерашното отворено студио 1. Она што е навистина и во дневникот исто така, она што е навистина интересно е дека метлата на ЗАЕФ пополека почна да чисти во администрацијата, во министерствата, па всушност министерот за земјоделие Љупчо Николовски повеќе не е на таа функција, и сега тој се сели на местото генерален секретар на СДСМ, на местото на својот колега Александар Кирацовски. Тој во вчерашното гостување во дневникот истакна всушност дека тој сам побарал од премиерот, дека смината била токму на негово барање, а запрашан дали тој е човек на Шекеринска или пак на ЗАЕФ, тој истакна дека всушност во партијата владее единство. Но јас да не должам многу да погледнеме дел од неговото гостување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија направи длабинска анализа во претходниот период, заеднички со претседателот, и Централниот одбор на вчерашната седница 4-часовна дебата, демократска, отворена, така како што личи на една најсериозна и голема политичка партија, нешто што досега не се случувало со една унисоност, со огромно единство,
ги констатираше првино ставките на генералниот секретар и на подпредседателите на партијата, со што се отвори можноста за избор на нов генерален секретар. Јас може да кажем дека токму и затоа беше моето барање да одстапам од позицијата министер, за да може длабински, темелно, целосно да се посветам на надградба на внатрешната организација на партијата, изградба на еден ефикасен систем на демократска и брза партија, модерна партија, која што ќе се носи со одлуките и со концептот. Колку ќе имате вие влијание во изборот на овие 74, да кажем, општински претседатели кои што сега сите беа сменети? Ќе игра ли уга вашиот глас во тој процес? Постапката за изборот на новите општински раководства, прочем, започнува денеска, на првиот ден и на мојот мандат како нов генерален секретар, секако дека генералниот секретар е тој кој што ја организира работата на партијата. Какво е расположението вон Централниот комитет? Бидејќи морам да ви кажем дека фактот што успеавте да не ви протече во јавноста информацијата дека подпредседателите и секретарите си ги дале оставките веќе неколку дена пред самиот Централен комитет, ние тоа го дознавме практично ден потоа, говори дека веројатно немало многу, да кажем, ова што говорите единство и така натаму, сега тоа е дел малку и од вашите пароли, се разбира, бидејќи сте има партијата потреба да покаже единство. Меѓутоа, каква е ситуацијата во партијата вон Централен комитети разговараме? Како е примена оваа промена таму? Сите овие одлуки значат дека се констатирани слабостите и тие не се само на локално ниво, не се кај едни партиципиенти. Буквално таа анализа покажа дека ни треба една надградба на целокупниот систем, едно отварање на партијата. Впрочем, тоа во време на опозиција донесе огромни резултати. Тоа е оно што можем да го најавам. Отвореност за луѓе кои што се професионалци, за квалитетни луѓе, за оние кои што ќе бидат посветени, нов предизвик, ново лице на партијата. Постои огромно расположение и на локално ниво и верувајте дека оваа постапка и процес на избор на нови општински раководства ќе биде една сосема отворена постапка и дека најквалитетните луѓе ќе бидат изберени. Колку ќе по вашите правила во партијата, колку време поминува за оваа цела постапка да се заврши? Постапката Кога ќе бидете оперативни со други зборови на некакво ниво на општински комитети? Околу 3 недели ќе трае целокупната постапка согласно раковникот кој што вчера беше усвоен, а паралелно ќе се одвива и постапката за избор на новото раководство заради тоа што моментално е разрешен и извршниот одбор. Дополнително очекуваме претседателот на партијата, користејќи го своето статутарно право дадено од Конгресот, да кооптира нови членови во Централниот одбор, се со цел да ја отвориме партијата и за сосема нови луѓе кои што навистина со својот квалитет ќе придонесат во севкупниот развој. Па вие прилично отворите партијата и пред година и пол. Сега да бидеме фер, пред 2 години маса од тие луѓе кои што сега седат во Централниот одбор, ја не ви ги знам општинските комитети, се разбира, меѓутоа тоа е маса од тие луѓе се релативно нови лица. Тоа не даде резултат. Сега ваше проблема што ви се случува во партијата, јавноста не мора да биде премногу загрижена за тоа, но ќе следува сега оној поважен дел, а тоа е реформа во државните органи, значи во администрацијата на врвните места. Опозицијата веќе вели не интересира јавноста смената на, да речем, Оливер Спасовски од подпредседател партија, интересира дали ќе остане министар за внатрешни работи. Така што сега ова нови лица, нова енергија во партијата, така натаму ќе се преле со нови лица во министерски фотели, во директорски фотели, ќе биде тој обемен потез што ќе го направи. Ние правиме една реорганизација во која што и постојните капацитети и кадри, постојните досегашните подпредседатели на партијата, кои што за мене се исклучително успешни во одредени области и политики кои што и се носат со одговорноста, секако дека ќе се најдат на одредени позиции повторно. Ние имавме доблес да покажеме дека навистина се носиме со одговорноста, отвараме еден нов процес во кој што навистина ќе има место и за постојните, но секако еден перманентен процес на отвореност, партијата постојано мора да го има. Да погледнавме делот вчерашното гостување на Љупчо Николовски во Централниот дневник, а ние одиме понатаму. Сега ќе погледнеме всушност кои беа гости во отвореното студио 1.
Она што можам да напоменаме дека всушност промените кои се случија во владеачката СДСМ се едни од поголемите промени во подоцнежната историја. Токму овие ставови ги изнесоа двајцата гости кои што му гостуваа вчера на Саша Ордановски во отворено студио 1, аналитичарот Петар Арсовски, како и новинарот Зоран Димитровски. И двајцата исто така се согласуваат дека всушност она што се случува во периодов е добар пиар потек, но засега велат дека не знаат како оваа ситуација ќе се одрази врз власта и дека допрво во наредниот период ќе видиме што точно ќе се случува. Па во продолжение да погледнеме и дел од нивните размислувања и ставови кои што ги изнесоа вчера. И високите очекувања за така наречената операција Метла, што е невкусен термин во основа, го носеа во опасност да продолжи да крвари рейтинг, што се случи на претседателските избори, без да може да си помогне со некаков рез. Ние такви обиди сме гледале и претходно во нашата политичка историја. ВМРО ДПМН имаше еден таков обид со така наречениот нов бран. Тие се обидува и движење да направат и движење се обидува да направат со едно со друго, па не успеа тоа. Така, нивното успешно ребрендирање беше кога се ребрендира од црвени во портокалови, тоа беше кога дојде Никола Груевски. Добра, ама на ниво на символи, не на ниво на кадри. Да. Па не и на ниво на кога доживувавме кадрите, ако се сеќавате предходно, ни ги памтевме ВМРО ДПМН како забрадени кои мафтаат со црвени знамења на плоштада и викаат смрт за албанците. А тој ги трансформираше во една технократска јапи партија, малку со костуми, малку со кравати. Тоа ребрендирање успешно го изведе. На ниво на имидж. На ниво на имидж. Не се, Заев си обезбеди некаков простор дека наредните негови потези ќе бидат доживеани со должно внимание. Тропна на масата. За сега во сопствената партија. За сега во сопствената партија и сега го има вниманието на јавноста. Што ќе направи со тоа внимание, зависи од тоа колку успешно таа трансформација ќе пресели во на Илинденска. Зоран, дали може би и не отиде над очекувањата со вака една масивна, практично од општински комитети до сите клучни луѓе во партијата, не отиде над очекувањата на јавноста со овие кадровски промени? Јас лично мислам дека и уште на почетокот пишував кога беа најавени тие така наречена метла, нели? Дека тоа е еден вака популистички потек, односно еден пиар кој што треба да задоволи одредени размислувања во јавноста за тоа во кој правец се движи владата, дали има проблеми, дали треба да се реконструира и така натаму. И уште тогаш напишав и сега се потврдува тоа дека фактички она што треба да се случува внатре во партиите, кај нас во Република Македонија, треба повеќе да биде во сферата на партиите, не на јавноста. И мислам дека една таква масовна смена, која што е така театрално направена, на драматичен начин, дека идејата е само да испрати некаква порака во јавноста, а во суштина станува збор за тоа дека кај нас партиите ние сме се уште партократско општество. Кај нас партиите се главни што одлучуваат за се. И да е тоа некоја нормална демократија, нели, на запад, никој нема да посветува внимание на тоа какви смени има во партиите, нели? Кај нас тоа се доведува на ниво на општествен феномен, каде што сите очи наши се вперени колку се подпредседатели ке смени Заев, па направил чистка, на сите им покажал и така натаму. Иако велам, тоа е еден вообичаен чин, јас повеќе би сакал да видам во оние ресори, пред се зборувам за државата и за институциите на државата, каде што не функционира или каде што се забележани најголемите проблеми на оваа влада, да речеме, во функционирањето, каде што е потфрлено, каде што имавме разни афери од тендери и така натаму, да видиме директна одговорност, лична одговорност, затоа што оваа забелешка која денеска ВМРО официјално преку пресконференција му вели, мислам дека беше некој од нивните подпредседатели. Јавноста помалку интересира што си поднел оставка подпредседателот на партијата, повеќе интересира тој истиот министер дали ќе се поднел. Не, во граѓанска не би сакал сега со ВМРО да се представам, меѓутоа во граѓанското општество пред се личната одговорност е важна. Ја не сум уверен дека колективното партиско тело со 6 подпредседатели, 5 подпредседатели е виновно за тоа е веројатно виновно за рейтингот на партијата. Ама тоа е нели внатре-партиски проблем. И вчера на колешката Анета Гочишки во емисијата Лица и гостуваше
Вангел Тркалјанов, лице со физичка попреченост. Тој раскажуваше, односно зборуваше за своите подеми и падови, зборуваше за својот личен, но и професионален живот. Исто така истакна дека всушност на 21 година животот му се менува целосно од корен, бидејќи тој добива посебна диагноза. Сепак, тој не застанува тука, бидејќи активно ја продолжува борбата против стереотипите, но исто така тој е љубител на екстремни спортови. Па да погледнеме делот и ова гостување. Си поставив цели кои што во Македонија не можев да ги остварам, меѓутоа бев упорен и почнав да ги следам моите соништа и да излегувам надвор од државата, за да можем дел од нив тие соништа да ги оставиш. Да, да ги А оставиш. дали ова за кое што сега зборуваме, почнавме со инспирацијата, велиш дека си постави повисоки цели пред себе си, е можеби малку и нај. Па често луѓето го перципираат како инајат, меѓутоа јас поправо би рекол дека е истрајност. Високи цели и истрајност во процесот. Во обидот да се биде истраен и да се функционира нормално колку што може, зборувавме за овој цел процес на рехабилитација. Во човековата природа е исто така никогаш да не се предава. Имаш зад себе и обид со операција со матични клетки, која што е неуспешна. Прашањето ми е колку таквите обиди кои што ете завршувале неуспешно, те враќале чекори наназад или те демотивирале? Да, ме враќале чекори наназад, конкретно во случајот со таа операција, бидејќи мораше да се исчисти делот каде што е тоа киво од лузна, се оштети дел од раветниот мозок кој што ми причини додатни проблеми, па процесот на рехабилитација морав да го пројдам за рехабилитација и враќање на дел од функциите во моите шаки од почеток. Да, имало проблеми и враќање во процесите наназад, меѓутоа тоа не било причина за да се откажам од се што е како потенцијална можност за одење напред, секако знаејќи ги ризиците што постојат, да се откажам. На Facebook, твојот личен профил, ти си Џони Вокер или Џони Шетачот. Тоа е твој избор. А на профилната фотографија имаш ставено пар чепли. Да. Тоа се пораки. Да, тоа може да бидат пораки, може да биде... Зошто го направи тоа? Зошто да не? Зошто да не, да. Добро. Нашата куќа, конкретно телевизиска, се занимава со проблемите на луѓето со посебни потреби или на луѓето со попреченост. Сакам да речем, оставаме доволно простор. И темата за нивните потреби сме ја третирале многу пати. Ти имаш здружение со ултра символично име без ограничување. Го носи името. Отпред некое време, веројатно благодарение на својата способност, ангажираност и така натаму, те ангажираат и во Министерството за труд и социјала како советник. Сега си државен службеник, тоа сакам да кажам повеќе или помалку, но прашањето е сега се наоѓаш во позиција малку поинаква. Ако досега си бил од другата страна, нели заедно со лицата кои што се борат за своите права, нели за можности да се функционира нормално во оваа држава, сега си во другата позиција кога ти треба на некој начин да им овозможуваш
на луѓето со попреченост нормален живот. Колку тука нештата се променија кај Вангел лично? Па, после понудата за работа од страна на министерката Царовска, јас моментално бев заинтересиран да ја прифатам понудата и ја прифатив од причина што мислев дека ќе допринесам за многу брзо да се решат дел од проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост и да, голем дел од моите замисли беа реализирани, преточени во законски решенија. Имав удел во процесите со мои сугестии и со работа на тие. Колку сега тоа те исполнува? Тоа ме исполнува кога гледам крајниот Кога гледаш резултат. Инаку, она што е веќе познато и карактеристично за отвореното студио 1 дека секогаш третираме различни теми од спорт, политика па се до култура, па така токму еден од вчерашните блокови на отворено студио 1 со Сашо Ордановски беше посветен токму на културата, односно на Скопскиот джез фестивал. Токму на оваа тема и во однос на тоа што се ќе има на Скопскиот джез фестивал и каква ќе биде годинешната програма, гостуваше директорот Оливер Белопета. Тој зборуваше исто така и за културата, како и за джезот во Македонија и колку луѓето, односно граѓаните, го слушаат овој жанр на музика, но и за годинешната програма. Јас да не должам многу да погледнеме делот и од ова гостување. Сите и за джез фестивалот прашуваат која е најголема звезда, во суштина програмата се прави да е компактна, се разбира дека има некој кој е попопуларен или помалку, во секој случај се работи за апсолутно врвни имиња кои кај нас и не можат да бидат познати и не можат каде да се промовира нивната музика на радија и телевизии. Така да целата програма е многу компактна. Приме за звезди, веројатно најголемата звезда е Фатумата Диавара од Мали. Ние во ист термин минатата година ја имавме една од клучните пејачки фигури и нејзин ментор беше Уму Сангаре. Меѓутоа, Фатумата Диавара е веројатно првата африканска пејачка која прерасна на ниво на голема поп и рок звезда во светот. Се разбира, прилагодувајќи ја својата музика, меѓутоа не заборавајќи ги своите корени и незините многу радикални пораки кои ги носи незината музика, типични за овој условно речено жанр world music. Не знам колку знаат нашите гледачи, се разбира и јас знам релативно малку, меѓутоа знам дека Мали е центарот на светот за овој вид на музика. Мали е една огромна музичка сцена која со години, можеби со децени извезува изворедни музичари низ целиот свет. Ако ништо друго, тоа мислам дека е сепак родоначалното место на джезот во светот. Јас знам дека ти си били во Мали, меѓу другото. Родоначално е на блузот во секоја смисла, а Западна Африка на некој начин одигра многу важна улога, се разбира во... Каква е таа сцена на музичка во Мали? Гледаме дека малце па туку ќе се појави некоја огромна звезда од Мали. Па каква е таа сцена? Интересно е. Многу интересно да се оди таму, иако сега безбедносно Мали не е тоа што беше сигурен во кога јас бев негде 2001 година. Меѓутоа е карактеристично и за Мали, не се работи само за Мали, такви имиња сега доаѓаат и од Јужна Кореја, од Јужна Америка веќе подолго време. Сега, например, најкреативната музика од Јужна Америка доаѓа од Колумбија, не повеќе толку од Бразил. Имаме еден пример таков во програмата и сите нив, да не зборуваме за арапските земји. Имаме и од годинава и од Либан носиш. Има од Либан еден блескав проект. Во секој случај сите нив ги обединува една заедничка работа кој го прави и овој фестивал
не баш типичен музички фестивал или само музички фестивал и музички настан, затоа што така наречената world music е символ, бескомпромисен символ на борбата за слободата, копнежот по слободата, борбата за човекови права од секаков вид на расна еднаквост, на религиска еднаквост, Мултикултура. мултикултура, борбата против населието, нееднаквоста и се разбира и джезот е демократска музика, меѓутоа овде сите главни извидувачи ги карактеризира што тие носат во својата музика, особено во своите текстови, многу силни пораки за тој копнеж на слободата и за човековите права. Тоа е првата карактеристика на оваа музика која прави практично многу обединувачка во светот, спротивно на сите поделби, војни, политички дела и така натаму кои го прават нестабилен светот, особено земите во Африка и во Јужна Америка. Тука завршува и првиот блок од Отворено студио 1. Секако интересни теми содржини ќе обработиме во текот на наредните блокови од Отворено студио 1. Ви останете со програмата на 1 ТВ и гледате вести со колегата Александар Петревски.